Поздрав! Транзитниот Сатурн преку вашата прва куќа, преку вашиот подзнак Овен. Ако сте вие родени како подзнак Овен, тогаш ова видео ќе биде за вас. Транзитниот Сатурн, значи веќе еве се наоѓа во знакот Овен, welcome, и ќе остане тука, значи 2,5 години, подобро речено, до април 2028 година. Која е таа неговата природна енергија на Сатурн и што бара он од нас? Значи Сатурн е нашиот професор. Сатурн е нашиот најголем учител. Затоа што ние само преку Сатурн и таа негова енергија ќе можеме и ќе мораме нешто да научиме во својот живот. Затоа што Сатурн ќе не можеме да го игнорираме. Сатурн ќе го почувствуваме и тоа како. Нарочито кога Сатурн ќе транзитира првата ваша астролошка куќа, значи подзнакот Овен, вие најинтензивно ќе ја почувствувате оваа енергија на Сатурн во првата куќа. Секогаш кога Сатурн ја транзитира првата куќа, не само, еве да речеме, подзнакот Овен, било кој подзнак, значи тоа е една доста, Сатурн носи, значи, голем притисок. Како што реков, Сатурн бара најголемиот учител и он од нас бара да бидеме концентрирани. Бара од нас да бидеме фокусирани. Бара од нас да бидеме структурирани. Бара од нас да превземеме одговорност за нашиот живот. Сега во првата куќа, значи Сатурн во првата куќа е еден од најинтензивните аспекти, значи најинтензивен транзит. Секогаш кога Сатурн ја транзитира првата куќа, можеме да кажеме дека е доста интензивен период, значи до 2028 ќе можете вие преку Сатурн да растете, да учите и да се развивате. Значи да не постои оваа планета, ќе не можеме да учиме и да растеме и да се развиваме понатаму. Сега подзнакот Овен. Која е таа енергија? Подзнакот Овен, значи е секако е таа енергија на првиот момент, на првиот впечаток кој што го оставаме на другите. Секогаш првиот впечаток е подзнакот, значи таа енергија на подзнакот. Значи Овенот, енергијата на Овенот е, значи, се тие личности кои што се страствени, кои што се сигурни во себе, кои што знаат што сакаат, кои што се фокусирани кон својата акција, кои што се доста храбри, да речеме, значи тоа е тој знак или подзнак, да речеме, кој што сака да не мотивира да бидеме храбри. Значи подзнакот Овен остава еден впечаток на другите дека е една храбра личност. Значи тоа е тој прв момент кој што ние другите го добиваме од таа личност. Сега не значи тоа дека тоа и ќе биде, потребно е секогаш да се прочита целата натална карта, каде се наоѓа Сонцето и другите планети и како они меѓу себе, која енергија они меѓу себе ја создаваат, дали може да другите планети се сложуваат добро со Сонцето и така натаму. Значи подзнакот Овен остава впечаток на една доста храбра енергија, мотивирана енергија, борбена енергија, страствена енергија, не мотивира да бидеме храбри, да делуваме храбро, без страв.
Сега, таа енергија, значи на овенот, подзнакот овен, ќе биде завршена. Не се плашите. Значи, Сатурн, кога ќе транзитира вашата прва куќа, таа енергија која што е доста, која ви носи притисок, ќе ви ја намали, да речеме, вашата таа страствена енергија, ќе ве мотивира да се повлечете наназад. Значи да бидете дистанцирани, можеби, да бидете фокусирани кон самите себе си. Сатурн ве мотивира да си превземете одговорност за вас, за својот живот, за самите себе си. И ќе ве праша дали јас можеби премногу енергија давам. Дали моето дејство или тој впечаток јас што го оставам, дали е тој конкретен, дали е тој вистински. Значи, Сатурн бара од тебе да бидеш одговорен, конкретен, концентриран. Кон што? Кон самите себе си. Сега, која е друга порака Сатурн ќе ви носи? Сатурн ќе ве мотивира да пазите, да бидете и да обратите внимание на вашето тело и на вашето здравје. Секогаш кога Сатурн преку првата куќа поминува, значи тоа е една доста носи во себе еден голем притисок. Може да се почувствувате доста уморни. Може да се почувствувате каде ви се губи енергијата. Дека немате веќе енергија. Сатурн ќе ве натре ќе ве мотивира да се одморите. Кога сме уморни, значи што во тој момент би требало да се направи. Секако се бара тука одмор и концентрација кон самите себе си, кон вашето тело. Затоа што телото нас ни ги носи тие сигнали. Што ни е потребно во моментот. Значи телото да се слушне кои сигнали. Ако телото бара од нас одмор, секако и тоа треба да го направиме, затоа што Сатурн ни ја зима таа енергија. Ќе не мотивира да се фокусираме кон самите себе си и кон нашето здравје. Сега кога ќе се заврши овој транзит на првата куќа, значи кога ќе го заврши овој транзит преку вашиот подзнак, ако го пратите Сатурн, ако ја пратите таа енергија што он од вас бара, тогаш на крај ќе бидете наградени. Тогаш ќе добиете најголемата награда и ќе растете, ќе добиете повисоко ниво, повисока фреквенција. Да живееме, секогаш се работи да се живее на една повисока фреквенција. Затоа секогаш Сатурн, кога ќе помине преку вашата прва куќа, ве мотивира, фокусирајте се кон самите себе си. Може ви е потребна една врста на медитација, затоа што исто и Нептун ќе ја транзитира првата ваша куќа. Може би ќе бара од вас исто така една врста на фокус на вашиот сон, на тоа што вие сами сте го сонувале, на вие вас што си го сакале во некој момент. Значи, обратете внимание на вашето здравје. И на крајот, како што спомнав, Сатурн ќе ве награди. Се надавам дека ова беше една мотивирано видео за вас и кој е заинтересиран за една лична анализа на вашата натална карта, тука сум за вас. Секое добро и до скоро. Чао!